Денеска е 14 јуни, ден посветен на крводарителите во светски рамки. Кога станува збор за оваа категорија на наши сограѓани, неопходно е да се истакне крводарителството како највисок хуман гест, кога доброволно се дарува крвта за задоволување на потребите на земјата од крв и крвни продукти. Милиони луѓе во светот го должат својот живот на другите луѓе со кои никогаш не се сретнале, луѓе кои ја донираат својата крв по својата сопствена волја и без да добиваат никакви бенефиции или материјални стимули за тоа. Во нашата држава веќе со децении наназад даруваната крв ги задоволува потребите на оние на кои им е најпотребна. Не постои никаков ризик за крводарителите, информираат надлежните од трансфузиологија, како и од Црвениот крст, кои често организираат крводарителски акции на ниво на Битола во соработка со одделот за трансфузиологија, бидејќи сите материјали и консумативи се стерилни и се употребуваат еднократно. Додаваат дека ниту една болест не може да биде пренесена на луѓето кои донираат крв. Целата процедура трае околу 15 на минути, но понекогаш тоа е доволно за да се спаси еден човечки живот. Секој здрав човек на возраст од 18 до 65 години може да донира крв. Мажите можат да донираат 4 пати во една година, а жените 3 пати со интервал не помал од 3, односно 4 месеци меѓу двете дарувања. Уште од античко луѓето покажале интерес кон крвта, кон 18-тиот век се спроведува трансфузијата како метод со откритието на Вилијам Харви за законите на циркулацијата кај луѓето и животните. Првите вистински обиди за трансфузија се од животно на животно. Се извршувало директно со цевка која завршува од двете страни со игла. Искуството завршило со смртта на крводарителот. Трансфузијата од човек на човек е забележана околу 19-тиот век.